пратеничката група на Левица поднесе предлог измена на членот 130 став 5 од Кривичниот законник и овој предлог закон го поднесуваме во скратена постапка затоа што се работи само за измена на еден став. Ставот кој ние предлагаме да се измени гласи: гонењето за делот од став 1 се презема по приватна тужба, а за став 2 по предлог. Која е целта на нашата измена? Праксата покажува дека во сите случаи на семејно насилство речиси сите дела се водат токму по член 30, што значи телесна повреда. Моменталната законска регулатива предвидува дека за да се гони ова дело потребен е предлог на жртвата. Она што во пракса се испоставува е дека кога и жртвите го пријавуваат семејното насилство, во голем дел од случаите самата жртва го повлекува предлогот и тука се стопира гонењето. Токму поради тоа ние сметаме дека е штетна одредбата која предвидува дека за гонење на кривично дело телесна повреда при семејно насилство потребно е да има писмена согласност од жртвата. Ова решение во законот укажува дека законодавецот воопшто не ги зел во предвид психолошката состојба на жртвата, заканите, притисоците и надворешните фактори на една емотивна ранлива жртва. Доколку делото телесна повреда при семејно насилство се гони без предлог на жртвата, тоа дефинитивно ќе олесни позицијата на жртвите и ќе обезбеди една независна интервенција од страна на државата. Претходно сведочевме како и собранието и владата водеа 16 дена кампања во знак на поддршка во борбата против семејното насилство и од тука и ние бевме мотивирани да го поднесеме овој предлог закон, затоа што сметаме дека не е доволно само да се подигни свеста на жртвата, туку потребно е да се подигне и свеста на институциите, затоа што било какви формални пораки или ставање портокалова боја не значи ништо реално за жртвите, се додека ние тука како највисок законодавен дом не покажеме дека имаме реална политичка волја да олесниме позицијата на жртвите на семејно насилство. Всушност и официјалните статистички податоци за пријавени случаи на семејно насилство говорат дека во последните 20 години има континуиран тренд на висока застапеност на овој вид на насилство. За жал, континуираниот раст на пријавено семејно насилство не е резултат на подигната јавна свест, бидејќи истражувањата покажуваат дека само 2% од оние кои претрпеле семејно насилство истото го пријавиле. Анализите исто така укажуваат на екстремно мал број на случаи кои што стигнале воопшто до суд во сооднос со еден нереален број на пријави. Досега сите случаи на фемицид делат идентични стапки кои претходеле на убиството. Жртвата најчесто претходно пријавувала телесна повреда, па го повлекувала предлогот, односно пријавата. Повлекувањето директно им ги заврзува рацете на државните институции и сторителот на кривичното дело телесна повреда останува неказнет и продолжува да биде сериозна опасност за жртвата, но и за општеството. Кривичните постапки за семејно насилство сега се иницираат од страна на полицијата без да се бара согласност од жртвата, освен токму за ова кривично дело телесна повреда за која е потребна писмена согласност на жртвата. Делото треба да биде пријавено во рок од 3 месеци, односно 90 дена од настанот, а за веќе еднаш повлечен предлог не може повторно да се отвори постапка или да се продолжи истата. Јас исто така ќе потсетам дека промена на овој член 130 од Кривичен законник е вметната и во новиот предлог закон за Кривичен законник на кој работеше неколку години експертска група, но најавите се дека новиот Кривичен законник ќе се усвои дури до крајот на следната година, па поради тоа сметаме ние дека е потребна една итна измена во превенцијата на семејното насилство. Секое пролонгирање во заострувањето на правните механизми против сторителите на семејно насилство ќе значи потенцијално нови жртви. Јас ќе потсетам и на еден случај пред година дена кој ја шокира јавноста, каде што имаше и 2 жени жртви, токму при случај на семејно насилство. Сторителот дури претходно имал 5 кривични пријави и само 2 условни пресуди.
Сето ова ги покажува дефектите на системот, кои на крај резултираат со човечки жртви. Затоа јас од тука ќе апелирам мнозинството да го прифати овој предлог, да се надминат партиските разлики, затоа што нашите одлуки кои ние денес тука ги носиме значат во иднина колку човечки жртви ќе гледаме. Ви благодарам. Благодарам на објаснувањето. Предлогот на пратениците Димитар